Здраво! Добре дојдовте на Томас Перформанс подкаст. На овој подкаст разговараме за разни теми од областа на спортот во Македонија. Сега за епизодата што следи. Што да ви кажам? Не можам да опишам колку ми е мерак што го имав муабетот со личноста која што ќе ја гледате за неколку минути. Да пробам да ви доловам, пробајте да се вратите во најубавите години од животот, средношколските години. Замислете си ги другарствата што си ги имале од тогаш. Јас бев во средното училиште Корчагин, во истата клупа, во истиот ред, во истата училница, 4 години и тие 4 години секој ден до мене седеше Огнен Стојановски. Поминати се 20 на години од тогаш, животите не однесоа кој во своја насока. И по неколку кратки видувања во овие години, конечно си најдовме прилика да седнеме и да си направиме муабет. Огнен е инаку професионален кошаркар. Многу од вас може би го знаете, за тие што не го знаете, тој играше во златните години на Работнички и беше првак на Македонија со тој клуб, па играше и за Фени, и со тој клуб беа прваци во Македонија, па играше и неколку години за клубот МЗТ, со кој што исто така беа неколку пати прваци на Македонија. За тоа и за разни други детали и интересни случаи од нашите животи разговараме на овој подкаст и се надевам и на вас ќе ви биде интересно да го слушате разговорот, затоа што мене ми беше неописливо убаво после толку години да седнам со еден многу драг средношколски другар да си поприкажеме за случките. Фала и се гледаме. Кога ќе кажеш договор у клуб у прва лига кај нас во Македонија, тоа е како договор за вработување? Не. Ти не си вработен? Не. Кога ќе кажеш договор, тоа значи дека имаш папир Клубски договор. за регулирање на правата и врските измеѓу играчот и клубот. Ти играме баскет. Ти си идеш на тренинзи, јас идам на тренинзи, чат пати на физичко маавме. Да. Мислам, очигледно дека си беше класа над сите. Ама, знаеш, па, деца, ќе те бутне некој, ќе те дуплираме, ќе те повлечам, ќе те фаулирам, колку толку можев да се снајдам. И ми текнува дека дали беше втора према трета или прва према втора. Знам дека си дое од едно лето, јас па почињаме ние школо, па почињаме физичко и ти некако effortless си поминуваше ко не... Мене ми се виде како ненормална разлика од као например пред 2-3 месеца. Од трета према четврта година. Добра. Значи четврта година средно, тука имам осетено тоа вајда е тој природен процес на пубертет, каде што физички веќе Си пораснаш, си се развил и Не толку висина, може колку ширина. Па цврстина или ете да кажеме на физичка некоја зрелост веќе во тој пубертет имам осетено и каде што сите тие тренинзи ете приватни, сам си тренирал со екипа, со репрезентација, ми дошло до момент каде што сум осетил чекор напредок малце побрзо и понака суштествено да го категоризирам или да го спомнам сега како момент кој што сум го осетил. Значи, онака Тоа природна лето. си имаш. Да, припреми, значи бевме на класични припреми, имавме Крушево 7-8 дена. Тие се онака прилично... Па многу тешки Јаки, припреми, тешки. стануваш са бале, тренираш, идеш дома у хотел, идеш, Ама има јадеш, и одмараш. како малце на преварувачки карактер измеѓу играчите у смисла докажување, борење Како не, ти позиции. тренизите од Сабале, ти се може да те... Вие нешто- идете валјда по голем состав, па сега треба да се селектира Така. или не? 15 на деца, идешме на припреми, од Сабајле можда немало кошарка играње надпревар, игра 1-1, Кондициона 2 него беше или технички припрема и физичка припрема, навечер беше игра 5 на 5, тоа беше Нонстоп. сериозен конкурентност, се докажуваш, се бориш за екипа, се бориш за минутажа, се бориш дали да влезеш во први 12, значи Неколку тренери. така како не селектор, помошен селектор. И тоа ти се дешава, значи трета према четврта. Да, Па, четврта, тоа е. значи тука осетив најмногу
Оној тоа развој, е. да кажем, физички, вајда и Од тргаш тоа више не е баскету мало од сабајле до вечер. Ја правев баскету мало од сабајле до вечер. Ама ова е веќе друго. Тоа беше сериозно лето со работа. Ти знаеш, некад си викам, абе, и дали ја не пратам до толку, или стварно Не е не е така. кој што било. Не е како што Збориме било. пред 20 години, човек. Не е како што било. Леле, знаеш дека за пред 20 години Не е зборим? како што било сигурно. Го нема тој ривалитет, ги нема веќе тие кошакарски центри во други градови. Сум дел од спортски клуб, ама сум и у агенција за млади спорт, каде што сега последниве година дена сум раководител на сектор спорт. На ниво на цела држава, значи на национално ниво. И ние работиме со сите национални спортски федерации. Значи цела таа легислатива, поддршка финансиска, се тоа е. Јас сум се моментално таму. Колегата што беше отиде во пензија и сега јас како негов наследник или не помошник му бев веќе Ти 5 години. сакаше да отидеш таму? Агенција за млади спорт, па излезе Како искочи уопште таму? Што пречи, да? Агенција за млади спорт излезе сосем случајно. Јас кога завршив со кариера на 30 години, не очекувано и не планирано. И имаше разни огласи, разни познанства кои што седнав, правев муавет, едно помина година денат кога завршив со кариера, не се пронаѓав ама баш нигде, знаеш. Кога ќе заврши професионален спортист, кога ќе заврши кариера во Македонија, тек тогаш сваќа колку не знае. Тек тогаш влага во тој реален свет, да ја така, знаеш, сум го искусил тоа. Ти фактички ништо не знаеш од бизнес. Струка некоја. Не знаеш. Ти си завршил економски факултет, теоретски си ги Да. поминал ја Ти како заврши завршен економски. факултет, Да. Кирил и Методи, 6,5 години, паралелно дека играв кошарка. И завршаш едно време и седнаш да правиш муавет и те прашуваат луѓе кои што може да ти помогнат да те воведат за интервјуа, за ова, за она и ти кажуваат детали од целата таа постапка, процес како иде, што иде. Тоа што сваќаш колку не знаеш од ме разбираш она реално што треба да се сработи, дали е тоа познавање Office, Word, Excel, PowerPoint, дали е тоа пишување, Абе дали е има тоа процедури, полиси, чуда. све, значи и така излезе познанство со познанство, да се види како е што е, па е некако агенција за млади спорт, па е да пробаме, па излезе пресред и директорот и луѓето кои што ми помогнал. Аха, ти си влезе таму, значи ти си од Да, порано таму. да. Ти не си директ одма сега раководител. Не, јас сум од 2016 април па месец добро. вработен во агенција Некоја, како природна помлад прогресија работник. имаш. Така, да, бев една година во сектор финансии, по струка економски, после тоа ме пренасочија во сектор спорт, фалеа луѓе од сектор спорт. Очигледно да кој друг. Па добро, сега да, поврзаноста со цел спорт, живот си со таму, ево. и со факултет и со Човек, ваму образованието. си ми пишал former professional basketball player. Ти знаеш ли колку ретко тоа го има Да. у Македонија? Да, Actual professional. Да, и имав 12 години професионална кариера, каде што освен, да кажеме тоа, не сум работел на баш ништо и сум заработувал финансиски средства. 12 години? Точно 12. 12. Баш после средно. Да, и јас последната година... И ти на нели, 30 бевме- се... Не знам дали ти тикна. Ја последната 4-та година бев вонредно запишан. Средно? Средно Знам. 4-та година Па те бев немаше вонредно, на пола затоа време, те што немаше. пробав да идам Младински репрезентации идеше. кадетска, јуниорска и младинска Да. репрезентација, тоа веќе беше крај на трета и тука имаше голема реакција и од класниот или нормалниот цел тој совет на наставници, професори Што да не би текнува? во школа. Да, имаше реакција бидејќи имав многу оправдани отсуства. Тоа ми текнува, Да, дека да. те немаше долго време, ама Да, и и оправдано е човече, идеш со правдана репрезентации. репрезентација, да, ама пак е премногу. Значи не може редовно ми објаснуваат тоа законски се зашто прекршува. те препиша. Да, и 4-та година, нели нормално, и дома разговорот, што го имав со родителите и она што е од средна Што школа. мора. Да, мора, и така бев ја нели Да, бе. вонредно тоа 4-та година бев во втората екипа на работнички Да. и имав
да кажем и тогаш професионален однос, бидејќи идев и са бајли вечер на тренинг, а понекогаш бев приклучен и со на тие сабарешни тренинзи со таа прва екипа работнички, да, али неофицијално бидејќи немав договор со нив. Бев се уште под договор со втората екипа. Таа игравме втора. Чекај малце. Кога ќе кажеш договор, договор у клуб у прва лига кај нас у Македонија, тоа е како договор за вработување? Не. Ти не си вработен? Не. Кога ќе кажеш договор, тоа значи дека имаш папир Клубски договор. за регулирање на правата и врските измеѓу играчот и клубот. Да не отидеш за друг клуб да играш. Да, каде што тоа си уредено од самата федерација, како иде целата начин Тоа ми е на познато, регистрирање на играчот да може да игра за некој спортски клуб, Да. да настапува на надпревар, мора да биде со договор. Договорот мора да биде подпишан и заверен на нотар. Условите какви се што се тоа е, нели, измеѓу клубот и спортистот, кој колку вреди за пазар на. Ама ова ти е првиот. Понатака имаше по-солидни, по-вработувачки договори. Не, за жал Значи- во кошарката не знам историјата, праксата. Одговорено, може да си го шкратно. Да, во кошарката не знам, многу малце клубови го имаат регулирано договорот како вработување на играчите. А ако сакат, можат? Ако сакаат, они можат сами да си плаќаат. Значи, ретко тоа е преголем трошок за клубовите, да може да му плаќа на еден играч. Не Придонесите? и придонеси, да. Тоа А, е за преголем тоа товар викаш. за клубовите, да. Добро, битно ми одговори едно прашање што да, секад сум би сакал се да го надовозал, знам. Ја значи- мислев дека си вработен. Не, тоа е До многу голем 30-та проблем. твоја година ти си невработен. Да. Професионален кошаркар. Она што го знам, она што е у пракса моментално уназад години од кога тоа формување на нашата држава како независност, функционирање како независна држава е дека освен во фудбал, каде што во прва лига сите клубови, сите спортисти се пријавени и им тече стаж. Мора или? Мора, иначе не може да биде регистриран да настапува на надпревар. Тоа фудбалската федерација Да. го кажала како Да, мора. Да, фудбалската федерација го има наложено како услов, ако сакаш мораш. А другите А спортови никој кошаркарскава не сакаме или чекаме или па не дека не се сакаме, исплати? едноставно не се исплати, нема Не, и се јасно е. големи трошоци се, знаеш, сега, а има некој Ги договори. условиш сите клубови. Да, Со можеш ќе ги немаш клубовите, ти да. Да. Ќе ги условиш клубовите, ќе сватат на сите и ќе падне квалитет, ќе падне све и едноставно ти си ретко, цел живот вамо. ретко во други клубови и други спортови да некој пријави спортисти. Тоа може да има, ама се многу малце, многу ретки случаи. И за тоа сите спортисти, освен фудбал, значи сите спортисти у Македонија се на милост и немилост или на своеволно, на своја рака да Зато ми си е, го уредат тоа е да си го познато решат, да, скроз. а ако остават на клубовите, тоа е малце Тоа ми е покомплексно. скроз познато. И доаѓаш ти, еве, не, во мојот случај, доаѓаш на 30 години кариера, Да. завршена, немаш ден стаж, работни компетенции за бизнис, приватен или јавен сектор нула, доправа ти треба некои обуки, доправа ти требаат насоки, доправа ти треба школо, учење, само иницијативно, мислам има и обуки организирани во самите институции, ама тоа се И тоа ти си еден од врвните, ти си шампион 9 пати, замисли другите 15 у екипа, Да. другите стотици и у јас цела лига. да. Шо прават? Сноѓање. Па тоа е многу тешко прашање што прават, многу тешко не се снаоѓаат, ретко кој може лесно да се уклопи после толку години кариера, освен ако не е тренер Заебан. во самата струка во кошарката да продолжи Да. како тренер, дали во млади, дали во сениори, или поврзано нешто со спортски клуб. Значи нешто надвор од цела таа област, дејност, спорт, многу ретко ја познавам луѓе кои што си имаат продолжено во зборам за професионални спортисти кои што вложиле скоро цела младост, да кажем. Да, да. Абе, ти текнува ли? Усредно. Знаеш што сега те прашам? Дали имаш да ти текне некој период кога сам себе си осетил огромен развој? Зашто прашам? Имаше, сега нели ја тренирав баскет као дете и кога влеговме у средно ти беше
МЗ е школа? Не. Прва средно, збориме Ептен, Не, јас Ептен Мали. бев кошаркарски клуб Вебо. Значи тоа е кошаркарска Вебо, школа да, од Лазо да, Ангеловски, да. тренираа во Лазо Ангеловски. Тоа беа професорот Александар Думлевски и Иван Гацов. Да, бе ми И текна. они ме воведоа фактички. Да. Јас тоа се мои први почетоци Е. во тој клуб, во таа школа, кој што е до мојата 17-та година, таа е веќе трета година средно, се приклучувам во подмладокот младинците на работни. На работнички. Прва, втора, си играме баскет. Ти си идеш на тренинзи, јас идам на тренинзи, чат пати на физичко маавме. Да. Мислам, очигледно дека си беше класа над сите. Ама, знаеш, деца, ќе те путне некој, ќе те дуплираме, ќе те повлечам, ќе те фаулирам, колку толку можев да се снајдам. И ми текнува дека дали беше втора према трета или прва према втора. Знам дека си дое од едно лето, јас почињаме ние школо, почињаме физичко, и ти некако effortless си поминуваше кој не... Мене ми се виде како ненормална разлика од као, например, пред 2-3 месеца. И мене ми текнува, останато ми е као моменте, човече, што има направено овој летово, како да прерасна онака рип на 5 години наеднаш. И тоаш не друг левел, тоаш више беше, дури не ти се не играше, нормално, не играше више со нас. Оти ти беше онака смешка, ние бевме дечињата. И сега нешто ме интересира, дали тебе ти текнува на некој таков период у тоа време, кога сам си осетил, више сум друг левел, знаеш, она... Па вака, знаеш, ние како помали секој лето, па цели денови од јутра од сабајле до вечер, цело време на кош. Да. Ама ја исто. Да, али мислам, ајде вака кога ќе го поставиш како прашање, може да ти кажам вака поконкретно. Значи тоа летото од трета према четврта година. Добра. Значи четврта година средно, тука имам осетено тоа вајда ете тој природен процес на пубертет, каде што физички веќе си пораснал. Пораснаш, си се развил и не толку висина, може толку ширина. Цврстина или ете да кажеме на физичка некоја зрелост веќе во тој пубертет имам осетено и каде што сите тие тренинзи ете приватни, сам си тренирал со екипа, со репрезентација, ми дошло до момент каде што сум осетил чекор напредок малце по-брзо и по-нака суштествено да го категоризирам или да го спомнам сега како момент кој што сум го осетил. Значи, онака природна лето, си имаш. Да. Тоа лето беше, знам дека имавме бев као да припреми. Дел од припреми со репрезентација и со јуниорска и со младинска. Значи тоаш имаше квалификации, предквалификации за кадетска репрезентација, учествувавме на турнир квалификацијски кадетско Биоград на Мору во Хрватска. После тоа отидовме во Шопрон, јуниорска репрезентација. Исто имаше 2-3 недели. Као припреми или турнири? Припреми, значи бевме на класични припреми, имавме окружово 7-8 дена. Тие се онака прилично многу тешки јаки, припреми, тешки. стануваш са бале, тренираш, идеш дома одмара, у хотел идеш, ама јадеш, има и одмараш. како малце на преварувачки карактери измеѓу играчите у смисла докажување, борење позиции. Ти тренинзите од сабале ти се може да те Вие идете валјда по голем состав, па сега треба да се селектира така, или не? 15 деца, идешме на припреми, од сабајле можда немало кошарка играње надпревар, игра 1-1, Кондициона 2, него беше или технички припрема и физичка припрема, навечер беше игра 5 на 5, тоа беше Нонстоп. сериозен конкурентност, се докажуваш, се бориш за екипа, се бориш за минутажа, се бориш дали да влезеш во први 12, значи Неколку тренери. Така, како не, селектор, помошен селектор. И тоа ти се дешава, значи трета према четврта. Да, четврта, значи тука осетив најмногу оној развој, да кажам, физички вајда. Од тоа више не е баскету мало од сабајле до вечер. Ја правев баскету мало од сабајле до вечер, ама ова е веќе друго. Тоа беше сериозно лето со работа, кое што стварно, ти може поише си приметил, ја помалце, ама знам дека ми остие дека
одскокнав Да, некако. ти си физички тоа, јас сум те одскокнав. наблюдувал од страна и затоа Да, ми и таа 4-та година што бев запишан во Ондредново, средно во Корчагин, ми дае простор многу да тренирам. И обрат, мислам, како само анализирајќи се, знаев дека физичката цврстина на како јас како играч ми беше најслаба страна. Да, ти беше слабичок. Славичок, бев најславичок. Слабичок. Секоја состав, дали работнички или во репрезентација, си бев меѓу најслабите и најфизички нецврсти играчи, Да. не кондициона, него вака како цврстина. Дури, мислам, играш кец позиција, ама дури и за кец позиција, Да, бев славичок. Си Бев славичок. лесно може некоја да, те бутне. Ќе направам споредба со моите браќа кои што исто и они до тоа годиште, што 17 години беа преслави. Мислам, таква е Такви сте си генетика изгледа, да. конституцијата. Ама некој од страна дојде да ти каже, слушај Огнен, дај земи нешто, бил да изголеми се или... Па види, тоа беше секојдневни разговори со тие што не водеа репрезентација, дека ете, све е окей, супер си напредуваш, све, али викам мораш повеќе внимание да вратиш на тај физички дел. И јас кога се запишав фактички во Ондредно 4-та година, главна цел ми беше да ојачам физички, да можам да се носам, да кажем ете. И што почна правиш? Па идев во теретана. Да ти кажам, почнав Ама теретана. сам на себе? Па имаше програми кои што ми ги правеа, идев, работев, па некој ми нешто. покажуваа, да. Па идев и у сала, па и у сала имаше доста вежби за физичка. Ама се зголеми. Па види, ако работиш, обратив доста внимание на исхрана, ми кажа, да. кој ќе сакаш некој проблем да решиш и Така е, да. Ќе се информираш, ќе се посветиш, ќе обратиш. Качи килажа, колку? 10, Па можда 20 не кил? толку килажа, ама самото вежбање и давање акцент на цврстина, ќе си даде резултат. Да. И јас за тие 7-8 месеците што поработев континуирано, ми возможи да, ете, напреднам соодветно, да се дури да добиам понуда од првата екипа од работнички, да потпишам повеќе годишен договор. У средно беше што? Не. Тоа кога завршив средно, Завршивме летото, средно, завршивме лето. средно. Така, да, така памтам. И тоа лето добив понуда 2002 година. Значи неполни 19 години, Да, ти за прв пат 18 подпишуваш 18 години. договор со прва и 5 екипа месеци работнички. Подпишувам сениорски договор професионален. Зборам професионален, дека сум дел од сениорска екипа од работнички која што игра прва лига и игравме тоаш европско надпреварување. У Не некоја знам европска како беше лига? точната, да, игравме Тие FIBA, нешто некоја. Супер куп, челендж, не фаќај точно. И плюс се. нашава лига. И плюс Нашава македонска лига првенство, растуравте. Па, да, работнички у тоа време Знаеш беше што приметив? доминантен. Тоа Знаеш што беше приметив? Пишам пред некој ден Огнен Стојановски, иначе има Википедија за тебе, некој ти внел на кратко. Да. И 9 пати шампион, ама ги гледаш годиниве, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, и после као 7-ма, 8-ма или не има, па после 9-та, 10-та, 12-та, 13-та, 14-та, и после ги читаш имаш со работнички, па со Фени 1 или 2, 2 со Фени, па со МЗТ 3-4, и фактички искача, кај си отишол ти, таму таа екипа шампион таа година. Ај негирај ми го тој впечаток. Ама ја цел живот кај да е Огнен, таа екипа е шампион на Македонија. Ајде, ќе направиме една ретроспектива на назад. Работнички, кога потпишав во работнички, екипата беше веќе шампион. Збориме оние најривалски години беа Да, тие. тоа беа години каде што имаше големо ривалство помеѓу МЗТ работнички, дури ја знам, тоа у салите беше земја. Тоаш беа исто многу сериозни екипи, Куманово, Да, и да. Житовардар, и Струмица. Извини, дали не е веќе така? Ти знаеш, некад си викам, и дали ја не пратам до толку, или стварно Не е не е така. кој што било. Не е како што Збориме било. пред 20 години, човек. Не е како што било. Леле, знаеш дека за пред 20 години Не е зборам? како што било сигурно. Го нема тој ривалитет, ги нема веќе тие кошакарски центри во други градови, каде што ете работнички увек имал најсилна екипа, кажаме ете најскапа екипа увек. Кога и да сме отишле, дали во Струмица, дали во Велес. Јас зборам тие 2002, 2003. Провери слово.
Значи увек било проблем, не проблем, него увек било идеш, можеш да изгубиш, можеш да победиш. Значи не било дека е сигурно победувам. Него имало исто солидни, јаки екипи каде што Да, се бе, си дешавало беше и да јака изгубиме. лигата, не. Се дешавало да изгубиме, идеме. Не во сте биле Стромица, сами, евате. можеш да изгубиш, да ги влагаме како фаворити. Ама дека не чека противникот сигурно за да помину такмица да победиме 10, тоа не. Значи, Не, увек не, имало- знам дека си имало имало. ривалитет, нормално, најголем против ЕМЗ-те, без разлика каков бил составот на екипата, каков бил квалитетот на играчите, тоа не било никакво мерило. Напротив, сите Друга утакмици прича, биле, друга работнички, сите ЕМЗ-те. утакмици биле препуни со публика, навивање, жар, тензија, притисок. Ама гледај, да, и ти идеш у клубот шампион, идеш у друг клуб, Така, клубот да, шампион. тоа сакам да почнав Се тоа да дешава- зборам, да. Работнички тогаш беше јак. И се очекуваше секоја година и секоја утакмица да победиш и секоја година да освоите титула. И имавме и нормално и добри тренери и добри играчи и ете секој тренинг фактички нас ни беше припрема за утакмица и припрема дека абе не ако тренираме вака нема да освоиме првенство. Аха, Тој муавет бил да не во се например, забавам. октомври, ноември, да, значи припремата на самите играчи тогаш кои што беа во состав ме тренираа на некој начин и мене како подмладок и како дете нивно. Не прифаќај дека ништо мораш испод да идеш шампион. на победа, мораме да освоиме, не смееш грешки нема, не смееш да правиш, мораш да мислиш, мораш да гледаш, мораш да функционираш за екипа да освоиме, да победиме без разлика дали ќе даш 5 поена, 15, 1 поен, битно е екипата екип. И така некако ми се направило ете при самото созревање како играч ми се створил тој победнички некој менталитет да Да. да Ја така бидам ќе кажеш. да бидам у функција на екипата, без разлика дали ќе дадам 5 поена, 10 поена, одушен некој пат ни тренерите не го барале тоа од мене, едноставно да се прави план за утакмица, се прави вако да се испочитува тој. Што мислиш, од кај И да се надоврз. Аа. Работнички толку години поминав, 7 години. 7 години вкупно, 6 како сениорски играч. Не знам колку титули освоивме таму. Дојде момент на распаѓање на Фершпет работнички. Фершпет се трга како спонзор. И за тоа се распадна? Па не се распадна, него се растори костурот на екипата. Веќе многу играчи се разотидоа. Фени тогаш стапи на сила. Фени дојде на сцена како еден од најперспективните и најамбициозните екипи во нашата држава и паради некој јас тогаш и ми заврши договорот, они ме контактира, ми представија како им е план, што како мене ми се свигаше, тренер беше Имил Рајковиć, со него се видовме еднаш два пати. Лесно се договоривме, потпишавме договор, се пресели во Кавадарци. Значи тебе баш на тоа време и онака природно ти истекол договор. Да. А на колку години ги правевте тие договори? Па јас првичниот договор со работнички ми беше 5 годиш. После го потпишав, го продолжив на уште една година. И после една за една ги правиш. Да, и после една за една или две. Јасно. Да, значи. Така да тоа беше со работнички. Значи доаѓа Фени, јаки исто амбициозна финансиси, екипа, да, направи. решава да прави екипа и нормално Да, ги се има јави и на они најаките. супер солиден костур на играчи, донесува новитети мене и уште не знам сега вака не ми текна донеса добри и квалитетни странци. Тогаш почна таа една криза кошаркарска во Македонија, каде што падна нивото на квалитет. Аха. Поради немање финанси, поради глобална економска криза, сега не ми ни текнува поточно. И ете, Фени како најфаворитски тим освоивме титула. Таа година не ја памтам подобро, бидејќи после само 3 месеци јас имав сериозна повреда. Скинав преден в крстен лигамент и направив подолга пауза. Ти си под договор, ти си Да, у бев екипа, дел од ама составот. повреден не играш. Да, повреден не играв, пола сезона не играв, после тоа се повредив. Следната сезона веќе бев активен и цела сезона ја прогурав и најголем придонес мој во таа екипа во Фени беше в таа втора сезона што играв. И двете сезони освоивме титула. После тоа доаѓа ЕМЗ-те. ЕМЗ-те тогаш направи една, да кажеме, трансформација. Општината дојде како собственик на клубот. Општина аеродром? Да. Уште е така?
Да. Доаѓа општина Едро како сопственик на Тоа ми звучи како ЕМЗ-те. уникатно, кода нема други такви примери. има и работнички е така. Што општина Центар? Да, општина Центар е доминантен сопственик на Вау. Исто и ЕМЗ. Да. Значи ако не е општина, клубот чао. Па не чао. Па кој друг нема голем да пропадне, приватак нема да ќе земе? згасне клубот, но ќе биде сигурно со послаб квалитет, со помалце финансии, со помалце амбиции, нормално. И МЗ-та тоаш дое со некоја трансформација, дојде некоја промена на раководство, промена на управувачка структура, нови спортски директори, нов тренер, ново све, дојда, ме контактира, Александар Тодоров тренер тоаш го назначија, ме контактираше заедно со уште Ристо Стефанов, со Ѓорги Чековски, проверени, сигурни, квалитетни играчи. Се нафативме, прифативме. Памтам Ристе Стефан. Да, дојдоа тројца американски засилувања, исто добри, со други домашни играчи. Ете, беше таа доста интересна и турбулентна сезона. Иако имавме супер квалитетна тоаш на после 2 месеци дојде Тодор Гечевски. И бевме, да, тоаш таа сезона 2011-2012 сезона. Така нешто, да. Да, тоа ще потпише и Тоше, тоа беше 12, 13, Ептен 14, станавме фаворити со 15. доаѓањето на Тоше и амбициите беа нормално титула по секоја цена, куп по секоја цена. И добро излезе на Кој го крај. прави тој шампионски менталитет? Доаѓа како the ownership на клубот, газди, председатели, финансиери, кои да се, ве седнува играчи тука и ви кажува, слушај, Да. правиме шампион no matter what. Да. Ама Значи тоа не идеме, е доволно. не е доволно. Како продолжуваат да ви ја хранат таа глад? Како оти не е едноставно ти да направиш шампионски менталитет. Па види, кога по моето искуство, тие што прават шампионски екипи и подпишуваат играчи, обично им даваат и најголеми понуди, најдобри понуди од другите екипи. Значи мотивацијата е договорот, месечниот приход. И сега тоа е мотивацијата месечна, редовно зимање на тие финанси. Мотивацијата нормално може да се деси пред потпишување на договорот да си ставиш како бонус ако освојам титула, првенство ако бидеме први, да добиеш плата плюс X сума, бонус, да. Значи финансиски ве имаат на Финансиски, па да, после. да. Финансиите се треба. клучот за поставувањето на целите и амбициите на секоја екипа. Да, и тоа мислам дека е клучно што треба да се знае кога се вика професионален. Да. Тоа као узборот е професионален е, Да. нормално, со што друго ќе го мотивираш, тоа моја работа е. Да. Ти цел живот си имал прифатено, ти не си бил паднат од Марс на 30 години дека ќе немаш работа. Ти подсвесно си знаел, бе јас сум професионален кошаркар, јеби га, немам друго. All in сум у овоа. Така. Да. И тоа ти е единствен начин да што секој знае дека нема вечна кариера, секој знае дека може ќе заврши на 30, на 2, 3, 5, 40 години, 40, на 2 са кој како го Ти служи. дури и раничко бе некако, зашто на 30 повреди многу? Па јас имав многу операции на мене. Али последните две ми беа печат на мојата кариера. Значи јас имав Тоа што викаш на 30. коленото, на моето десно колено имав една повреда специфична која што се вика, ајде, макар народно, повреда на раскавицата на коленото. И имаше на 2 места. Извини, дали ја направи у специфичен момент или некако хронично се Тоа е влечеше и Значи, еден момент више? со повеќе доктори од таа област, конкретно за колено, раскавицата се оштетува при континуиран напор со години уназад. Значи хронично ја имаш изедано. И дошло момент да дојде до распаѓање на одредени делови на раскавицата во коленото. Кај мене, за жал, обично тоа е на едно делче во коленото, каде што се гледа како најслабо, кај мене беше на 2 места. На 2 места на едното колено, на едното а другото е окей. Другото е окей. И по направена артроскопија, докторот, јас бев свесен, мислам артроскопски, бев свесен и видов како стварно е таа настаната таа повреда, тоа се никако мали распрскотини
на рскавицата, буквално како скршено стакло, кое што ќе почнува да се распаѓа и тоа мораше да се отстрани, да се санира. А те болеше кога одиш или не Па можеш не. да скокнеш? Што ти Почна- беше пречката? Првично беше оток, се појавува оток на коленото. Ти од нигде никаде не станав со бајле, паднав нешто на тренинг, ама обичен пат си прожив со тренингот, немаше ништо да застанам, да нешто да прекинам од болка или нешто, него си продолжив тренирам, ама знам дека паднав нешто на таа страна, на тоа колено. Утреден така станав оттечено, ама ненормално оттечено, повеќе него ли регула се. Си имало ситуации кај што ќе те удрат или ќе се поведеш, ќе сеснеш колено, ќе те отече. Ама не ништо страшно, ова беше малце поголем оток. Не ме болеше ништо, отидов на доктор, ја направија таа пункција што се вика на коленото и извадија течност и лошиот знак беше што самата течност имаше парчиња на таа рскавица. Ова е на 29, 30... Ова е веќе на 29 години, да. На 29 години после таа повреда јас направив една контролна снимка и рентген и магнет, се виде дека мора да се интервенира хируршки ако сакам да продолжам, бидејќи вака не може. Ова е у сред сезона или нешто? Сред сезона. Ова е веќе последната Си течат над превари. Да, ова е мојата последна сезона 2013-2014, значи ова е негде од периодот октомври 2013. Се деси тоа ноември, сега не ме фаќа точно за спор. Се повредив, тие контролни прегледи, пробав да тренирам, направив една кратка пауза 2 недели и почнав после викам ајде да видам дали ќе се смири само од себе. Тренираш дадена, ти отекao коленото, одмараш додадена. Ти се смирува отокот пак и гледаш дека не можеш така функција, мора да најдеш решение. Пробав со артроскопија, правев кај доктор Бори Илиев, во Ремедика, како еден од најеминентните доктори во Македонија и во Балканот. Он ми кажа, исто на 2 места ти раскавицата, себе имаше тоа класично чистење, парчење, за рехабилитација се одлучив да одам по препорака на ракометари кои што имале позитивно искуство во Дарувар, Хрватска. Тоа е еден рехабилитационен центар кој што многу спортисти од Балканот одат таму, посетуваат. Се одлучив и јас за таму. Тоа е како физиотерапија веќе има. Тоа е цел центар. Тренери, Има и машинерија. Тоа има и топла бања таму. Да. Има и цел центар, има и многу добро обучени лица кои што знаат како да работат со спортисти поранешни кои што се рехабилитираат, односно се враќаат од повреда и операција. Поминав таму 17 дена. Супер се чувствував, но се уште бев далеко од трчање, скокање и све тоа. Каде што се гледа дали ти била успешна операцијата, дали можеш да продолжиш. Значи уште појма немаш. Да. Таму беше само момент да те воведат после операција, да те воведат правилно до моментот на трчање скокање. Кога се врати во Скопје, исто продолжив со кондиционен тренер кој што има искуство во таа рехабилитација, во тој процес и почнав, ама видов дека не иде баш на најдобро. Ова веќе ти зборам период 2014 февруар, март. Не можев никако да продолжам да тренирам на тоа ниво кој што сум тренирал порано. И направив пак контролни снимки да видам што како, се виде дека пак имал некој процес внатре во коленото кој што пак се воспалило, пак било потребно уште една интервенција артроскопска, направив уште една артроскопија. Тоа лето ми беше пресудно да видам дали можам да продолжам или не. Тренирав цело лето. Отидов уште една недела во Дарувар и се вратив назад, почнав да продолжив да тренирам, а гледав дека кога ќе се познаеш сам себе си доволно добро, кога ќе сватиш дека не можеш веќе да продолжиш. Ондак решив дека тоа е тоа. И ова е пред последна сезона, сезоната се завршува. Готово, да, завршува сезоната, ја бев у состав на МЗТ 2014 Имаше договор што не е истечен. Да. Тоа беше последната моја сезона договорот. И ова е крај више, готово. Да, и заврши договорот. Дојде август месец, тренирав цело лето, пробував да бидам у некоја физичка спрема, да продолжам да играм кошарка. Дојде август месец, се приклучив кај една-две екипи да видам дали можам да тренирам, да играм, да бидам дел од 5 на 5, 1-1 да видам.
Кога сватив дека не можам после недела И две, не преживише на август тоа. месец веќе дигнав раце, Јас. она познато ставив патиките на клинец и тоа е тоа. Едноставно. Као ти беше психички? Па психички Емотивно? ми беше емотивно доста тешко, ја ти кажам. Доста Човек, тешко. ја на 30 една недела години- нешто маце да ми е стегнато депресија ме фаќаат. Никој пат не сум ни замислил ни у најлош сон дека на 30 години би завршил со Не ли? кариера. Не ли? Си мислиш, не знам, Ајде, бар 35. 33, 4 па да планираш да сваќаш дека полека староста ти доаѓа. Посебно фацава позади мене, на да, 41. Джон Стоктон, да. И милион други примери, не само него. Да. И не ми беше Значи, уопште сепак ти лесно. дојде Ми малце дојде, да, и психолошки, и емотивно ми дојде тешко. Многу ми помогна нормално фамилија, тогаш ми се роди мојата ќерка, 2014-та, фамилијата ми помогна, моите браќа, Баш тоа, па да. кои што ете, ми олеснија, да го поминам тој тежок период да се адаптирам коленово? на новата сегашност. Коленово? Коленото Сега? се уште не можам ништо активно да направам у Ако континуитет. пробаш нешто? Ја од време на време знам, ете. Се качам водно, знам точак да возам, знам и некој Ама што, го баскет. осеќаш стегнато ли? Па не го Него осеќам не се сигурно. витка цело? Не го осеќам сигурно. Ја немам не е таа како целосна стабилно? флексибилност како порано што сум имал. Значи, Имаш ли чуена за ATG? вака Athletic по збору. Truth Group. Не. Сега се актуелни. Некој Бен Патрик се вика еден од Америка. Ки си видиш, да не Добро. губам многу време. Огромен акцент на вежби за тој ланец на скокот од склоп до колено до кук и многу специфични вежбите ги знаеш, вежбите си ги видел, не е дека се, не знам, не е топла Можда вода не е нешто измислено, ново, да, добро. не е топла вода измислено, ја и пред 20 години го имав дечкото на подкаст. Пред некоја недела и ки искочи и кај да е. Бојан Диков се вика, тој што е како представник за тој цел систем за у Македонија. Ама многу убави, специфични, лесни прогресии има за секое ниво на способност, дали си професионален кошаркар или баба. И има многу позитивен фидбек од луѓе и од професионални кошаркари, тој у Америка, као работи со НФЛ, со NBA играчи, и се не само што ги рехабилитира, него и откако ќе ти биде окей, откако ќе опопре коленово, и ја зголемува после скочноста. Као демек, уште поскочен си, плюс 10, плюс 20 сантима на скокот, снага на нога, такви ствари. Па онака само ми... Прво дали имаш чуено, ако не, после ќе се Немам вратам. слушното, искрено имам тренинг. некои слични такви, некои функционални тренинзи за повраток на функцијата на зглобовите. До овој немам слушното. Али искрено сега ниту имам искрено ни енергија, ни желба, ни време. Не, се прави нешто. Да можам на таа тема да размишлам. Сега сум Не, само дзирни го, сега Задзирни ќе го, да, ќе си го ќе го- гуглај, ќе го- ATG, ќе го видиш. Да, ќе Ние се видаме со- со тој Бојан Димков, мислам, не. Бојан Диков, да, секако да, ќе се... ќе Може да најде. се видам, да се слушнам, да видам што е како. А на Инстаграм човекот што почна целава како viral е knees over toes. Колена преку овако прсти на стапал. Знаеш зашо ја почињам темава? Знаеш, јас сум цел живот нешто тренирам. И ја кога тренирам сум all in. Значи никад на твој левел, не сум бил професионално ништо. Ама сум сакал и сум се давал себе си мислејки да доам таму, дали атлетика, дали велосипедизам, дали триатлон едно време, Ironman Не ти правев. правам лице, можда ете нивото на одредена спортска активност или спорт можда не било исто, али ентузијазмот и желбата за тренинг било на исто ниво помеѓу мене и тебе, сигурен сум, а можда и повисоко од мене. Фала човек, фала. Што знам цело средно што све Мрдна. ти правевме, ти што правеше плюс, така да знам многу добро. Да, па не, и сега дека сум, и знаеш дека сум обседнат со тренинзи, со методи, и сам пробувам да пренесам знаење, нон-стоп учам, читам.
Ама никад не сум знаел, и сега ти си ми прилика да те прашам, професионални кошаркари во Македонија, тренинзите, како се, например, еве да земе една сезона и почнува од оф-сизон, завршила претходната, колку време има дори да почне нова сезона? Као одмор, колку имате? Месец, два, три? Ајде сега да хипотетички да правиме муавет за екипа која што ќе игра минимум полуфинале или финале Така. у првенството. Таа завршува негде средина на мај, крај на мај ако играше финале или почеток на јуни. Сезоната? Сезоната значи завршува мај, крај на мај или почеток на јуни, зависи се Добро, после нешто плейоф. Не, зборам со плейоф, фул. зборам за фул. Шампиони стануваат у јуни. Да. 1 јуни, 5 јуни. Добро. И ти имаш, ако немаш ангажман, тогаш сега секоја година менува тој систем. Не бе имаш, речеме Ако имаш. не си репрезентативец, немаш обврски према А, мислиш репрезентативен, аха, не бе не. Ти е Не. цело лето зафатен. Ако не си репрезентативец, онда имаш простор сигурно на 60 на дена. Јуни, јули цели, ништо. Да. Немаш обврски према екипа, према клуб. А сега тоа ти остава простор и да си тренираш индивидуално. Кај се, тоа секогаш ме чудало. Ми изгледа како златна прилика за клубот да искористи време да работи на сите тие други споредни спортски ствари со своите собствени играчи. Зашто ве оставале сами на себе 2 месеца? Че избориме зона 2 тренинг, аеробик, снага, специфично, оно. За да дојдете у август, се враќате у август, што правите у август? Почнуваат припреми. Припреми за сезона. Сезона За почиња наредната кога? Сезоната, официјално такмица обично почнува првиот викенд во октомври. Октомври. Значи сега имате вие август и септември, си го викате припреми. На што личат тие тренинги? Еве нема надпревари. Идете на тренинг 2 пати дневно. Тоа е вака ќе Што правите тоа тие е 2 поделено, месеца? например, вака, август месец, првите 15-20 дена е обично ставање акцент на физичка подготовка. Значи тука Тоа е она што го викате кондиционо? па да. Кондициона припрема, каде што главен акцент е и са бајли поголемиот дел од вечерашните тренинзи на таа физичка припрема. Правење Си на трчате, база, што правите? ќе ти кажам. База, правење на баш база. Како изгледа база у која база што коша? ќе те држи, ќе бидеш во некоја оптичка форма. Оптичка баш не е добар збор, во некоја оптимална форма во текот на цела година. Сезона. Сега. Ама што правите? Кој ја одредува? Па вака се, првите недела две сеп малце полесен интензитет, помал интензитет на подугачки тренинзи, подугачки трчања, Си истрчавате. теретана, скокиње на јаже, така. Како поминува недела за недела, се поголем интензитет. Кој ги на координира? Има кондиционен тренер. Си доаѓа тој. Сега збориме за нормален, ете, По-солиден клуб, да. амбициозен клуб кој што таргетира на шампионска титула. Обавезно сигурно има кондиционен тренер, искусен. Има еден или двајца помошни тренери и има главен тренер и има спортски директор кој што е задолжен за тие административни работи. Да, по менаџерска позиција. Така. Ама битно, значи И си има кондиционер тренер кој правите, што си има програма, кој што си има баш план, база си правите. неделен план, месечен план, кој За што како, извини, како му е, дали му е поиграч? Оти сигурно има малца различна потреба Поделена. кец и петка. да, значи добар кондиционен тренер. Со играчите. Приоритет му е да биде целата екипа физички спремна. И кондиционо, и телесно, зборам, сите да бидат фит, да бидат здрави, да не бидат толку подложни на повреди. Значи тоа му е приоритет. Сега, тоа исто е поврзано и да работи со некој со играчите кои што Со на запуштиле индивидуален којши. план за нивни недостатоци, дали е вишокилажа, дали е подобрување на брзина, на Јасно, скочност, на јасно. сите тие мали специфики. И Па тоа му е добро. дел кој што он можда нема толку многу време да работи со секој посебно, али да ги насочи и да им каже ова треба да го правиш, и таа или тие играчи ќе го прават тоа пред тренинг или после тренинг, тоа е ствар на договор. Али амбициозни кондициони тренери
искусни и добри кондициони тренери, тоа го прават. И ја припремаат екипата да биде како екипа спремна, да може да се носи и со Добро, значи сепак се 2 месеца 2 месеци, кои без што над првите превари, месец вие дена само тоа највеќе се удира, мислам стварно акцент на таа физичка баш приprema. база, кошаркарска база. Сега добро финансиски подковани екипи одат и негде на страна на припреми. Маврбо, Охрид, Берово, А се тимски дух, ово, да, но. тука повеќе работи се офаќаат со тие припреми. Добро, кјути Ама се па и реке. се, ама па и се доста понапорни, еве, сум бил на припреми сезона припреми во Скопје, каде што сум бил цело време, има и припреми каде што сум бил и во Маврово и во Охрид. Саш да кажеш, може да се претера? Да, претеруваат секако. У смисла да ви е на штета после кога ќе почне Па не знам, сезона? за или? нас било тоа без осет тренирање и трчање и давање на некои норми и вакво. Па гледаш, Се значи со не, цел сега, сепак не знаете било сега, до толку. Се со цел, ете, идеме негде, се трошат пари, дај да извлечеме А, максимум дури и поише од вако, што според мене 2 во месеца одредени залежани. периоди било малци претерано тренирање. И мислам дека тој ефект ако се тренира многу и дај, дека нема да има ефект тоа е. дека ќе бидеш поспремен или дека. Тоа е моje мислење сега. Што твое мислење, тоа е така, научно е така, веќе, тоа мора многу убаво да се дозира, затоа ме интересираше индивидуално работат, нема добро, ај, грубо пак, окей, нешто. Индивидуално навеќе работат во текот на таа пауза преку лето и играчи кои што стварно внимаваат на себе и сакаат да имаат подлога кариера и сакаат да напредуваат и се. А што правеа обично у тие 2 месеци кој е одмор? Ти што правеше? Си одржаваше форма? Да, цело време. Ја може да ќе дадев недела дена, 10 дена, така да не правам ништо. Добре, одмор ќе отидеш негде, Да заборавам на што се плажа, вика, нормално. све, Бе. дали е море, дали е туку Скопје каде што ќе се. Ама ништо нема. после си се враќаше, После тоа да, си имав ја одреден тип на тренинзи, на активности. а имаше тренер некој вака само твој Некој пат личен и со чат тренер, пат да си некој се пат и со тренер консултираш? Работев, некој пат и сам, зависи. Оти ми текнува една Има што лет- начека футеретана. Да, има, значи. Си имаше секое сериозна лето, работа. 12 години, секое лето различно, не сум имал некој така секој лето дека све исто правам, значи секој лето ми било различно. Сум тренирал и со кондициони тренери, сум тренирал и со кошаркарски тренери, сум тренирал и со сами играчи меѓу себе, сме се договарале да идеме у сала. Најчесто не било тоа водно, од доле до горе, па е За идење во кондициона, теретана, да. да, и правење на А вежби по програма за скочност, за Да, експлозивност, тие за ти ги знам, да, плиометриски тие тренинзи. уште од средно Си еднаш ги имаме донесе менувано, некои споделувано, видеа. да. Со тие Увек end сум- one увек коцките сум имаше правил- скочности, Имало да, ми имало текнува. имало повеќе програми по кои што сум се водел и доста помагаат да ти кажам. Како Поготоа не? тие програми заедно со водно, дали водно пешачење, дали со точак. Или Абе, а игра со- паралелно у тоа време си тераше и специфични баскет у сала, да. Вежби за техника, за шут, шутеви, за чуда. Знаеше ние филмови, Одржавање не е некој така, али саат типа у сала. а оние филмови од 5-6 NBA, пати неделно сигурно сум видел. не Сме знам, барале Милер шутирал 3000 пати, Коби шутирал 5000 пати, некои такви причи има кај нас. Па добро, не е до толку, ама има. Значи си правиш таргет, денеска ќе шутнам и ќе погодам 200 шута, 300 шута, 500 шута. Ти што беше поише кој играч? Шутер? Па да, мене појака страна увек ми бил шутот. Да него ли оние физички предиспозиции. Ама сепак цела кариера играш позиција бев кец. супер одлично подготвен и шутерски бев со висок процент на реализација. Да. Да. Тоа ми беше како карактеристика која што ме следеше од текот на цела кариера. Тројки? Да, многу. Да. Ама сепак и кец, онаков типикал плеймейкер, Плеймейкер ги како, викаш. како играч. Неговата основна функција е да ги организира другите Да, играчи. Да ги колку ја разигра, саѓам. да се иде по терк на тоа што е претходно договорено како план за надпревар.
Да се почитува. Ти си буквално прати продолжена нек... рака, плеймейкер, продолжена рака на тренерот на терен. Завикаш продолжена рака, ама гест... Сите замисли што ги има тренерот, не има момент кај што ти не можеш да ги собереш, да им кажеш, бидејќи имаш само 2 секунди да нешто сакаш да смениш текот на надпреварот. И тоа само преку плеймейкер. Ама ти не си копи-пейст, ти сепак имаш и како си ка не автономија. Тренерот е на страна, он има одредена стратегија за надпреварот, ти кажал Добро. акција и не знам. И за вие Или идеја, или идеја. Да. Ама сега ти си у акција, ти си сега тука на лице место, ти имаш слобода и одговорност да одлучиш да смениш ако треба нешто, може не нешто не е искочило кој што го замислил тренеров. Така е. Значи тука нормално увек има импровизации на она што ќе ти го каже тренерот како идеја. Тој аспект од играта ти се свиѓаше тебе лично? Па да, мораш, иначе не можеш да играш, спортот е тоа, ама некој ќе се деси нешто такво, го осеќаше као притисок или као шанса да си докажеш нешто Не, притисок не. Притисокот е друга работа. Ова е задачата што ќе ти ја даде тренерот за да извршиш, ја направиш. Дај пример. Задача, што доаѓа тренер и ти вика што е? Обично се тоа тактички замисли. Обично тоа е највеќе се однесува кога се прави тактика за поефикасен напад, да може полесно да се дават поши. И каде што тренерот анализирал и видел одредена слабост во другата екипа одбранбена и тоа е нормално припремал текот на целата недела, понатоа го втори среда до сабота. Али сега и таа екипа се припрема. И она вас нешто ве учи. Секоја екипа за секој надпревар нормално нешто менува. Кое што не можеш да ти така да го предвидиш целиот надпревар, ниту па они што може да направат. Сега, од текот на надпреварот нормално тие некои новитети или нешто непланирано или нешто не си спремен да мораш кога ќе го увидат нормално тренерите, помошен тренер кој што се задолжени за тоа и кога ќе ти го дава да го реализираш. Не е едноставно. Предизвикувачки е, даваш се од себе, некој пат успееш, некој пат не. Некој пат си супер, некој пат не чиниш, некој пат те фалат, некој пат те карат, те критикуваат, али и ние публика све гледаме. Можам да кажам дека во повеќето тие во поголемиот, може и најголемиот дел, успешно сме се спрвувале со такви задачи. А си имал случаи кога идеш и ти на тренерот да треба да му кажеш, абе слушај коуч, не е баш вака, дај вака да направиме. Да. Дека едноставно ти си на терен, ти си приметил нешто. Да, па не само тоа, него и пред утакмица и после утакмица многу пати тие играчи кои што се најмногу експонирани, поглавните играчи, знаат точно како е на терен од она што е кажано претходно и не секој пат тоа иде едно со друго. Имаш некој тренер со кој што си имал екстра убава соработка? Со сите тренери сум имал добра соработка. Да. Со сите тренери сум имал нормална комуникација. Да кажем, од 80-90% од времето поминато на терен, на тренинзи, во текот на сезона. Немаш фаворит Имало некој? нормално некои работи со кои што не сме се погодиле или не се согласуваме или нешто. Не, тоа се ситници, зборам општо онака. Али мислам поголемиот дел сум имал супер комуникација со не сум бил, не сум ја како карактер, не сум проблематичен, не си влагал конфликти, не, ниту со играчи, ниту со тренер, увек сум бил дисциплиниран, послушен, сум бил увек у функција на екипата, напад, одбрана, не сум имал јас лично мора дека да дам кошеви, морам да шутнам толку топки, морам да го направам. Тоа увек ми било нормално. Послушаш и не бе се кажуваш у функција на екипата. Јас верувам дека тоа се тие мои, да кажаме, предности како карактер и како начин на функционирање кога додека сум бил играч, го препознавале тие тренери и тие тимови кои што сакале да освојат титула, бидејќи без такви играчи во екипа не можеш да. Бидејќи во една петорка од 5 играчи, ако имаш ти
сите 5 луѓе ти се и гладни за кошеви и што сакаат да шутираат и вако И скарани меѓу себе. Или тоа да, или скарани меѓу себе, конфликтни кои што секој си има свој карактер, та вие. А си имал некој играч као така да ти е останат убава меморија, некоја специјална конекција да сте имале, дали тандемски, некој добар тандем си бил со некој, Секоја екипа, некој крило, некој центар. Сум имал играчи кои што многу лесно се сме соработувале. Вака некој секој кој ти доаѓа у гласа. Па не би двоел никој, да ти Да. кажам искрено, вака некој посебно да кажеме како можда сигурно алудираш на ние тандеми Стоктон Мелон или Не, мислам, тоа ми е единствен пример што Гери го Пейтон, знам, Шон ама Кемп, да, нешто да наше некој време така што биле да ти актуелни. легнал некој. Не сум имал некој така поконкретен пример да некој нешто. А. Овој ептен ми е. Ама Јас- гледаш пак назад на карактера, ти као так, ти Да, си види, бил ја како- лесно како склопен плеймейкер со сите. увек било си делот, најголемиот дел од моите задачи биле да ги разиграш другите. Да, да. Значи ти правиш ситуација да може некој друг полесно да даде кош. Значи тоа било основна функција на плеймейкер. Да, бе, да. За тоа и најодговорно. Абе, знаеш дека не знам од времето кои ти беа тебе фаворити, вака од NBA, идолски денови. Па Кевин Гарнет ми било од увек. Гарнет? А пред него, он е малце по... Не, он е баш. Јас кога почнав со кошарка, он тоаш беше дебитант и Аха. експлодираше и беше Минесота Тимберволвс. И по него се им... Не, баш, Не, по него, не. не ми беше Јасно, најинтересен јасно. за следење, за гледање. Кој јас шо забегам по Стоктон. Стоктон, да. А иначе Леле. многу други играчи, само он некако ми беше најувек. Не бе, баш така, тоа ме интересираше, поразличен од значи другите. се пак Гарнет. А екипа? На Гарнет екипата. Не. Убав тандем беа он со Стефан Марвер и Али како екипа. Не сум имал некоја. Ти не Па си, Chicago не. Bulls Ама не и ти, тоа од секад, гледаш, јас се обседнувам, имам некој таков фанатицизам у себе. Ти кога да го немаш и затоа така си посмирен некако, поскладен со да можеш. Да, сите Шо- викаат имам. Абе ти јарно го Дебели кажа, нерви. гледаш. Ама ти јарно го кажа Имам- заради тоа па кога Ја и да се вака- правило шампионска екипа, тебе те викале. Една од карактеристиките мои дека имам многу високо ниво на толеранција. Не се нервираш лесно. Се нервирам, ама него може да не го искажам. Иначе се нервирам, А мислиш дека така природно или нешто Природно, у да. животот те има? Не, природно. Природно, вајде така живот. По дома. Животот така ме научува да се Пратиш бе уште? NBA не. Евролига да. Еврокуп да, Лига да. Европска Добра, ама кошарка вие ги сега- пратиш ради... Сега овие Треба да кажеме уствари дека ти уште си у спортот. Да, јас сум Освен уште што си спортен, у да. Агенција за Јас млади и спорт, во агенција си сум у за млади МЗТ. и спорт, ја работам и во МЗТ веќе 6-та година поред. Ај Ја па кога објасни ми завршив- што бе, кога што си завршив, тачно ајде. во МЗТ. Кога зајде да кажеме вако завршив со кариера, тие 7, 8, 10 месеци, година дена каде што ете не правев, се пронаѓав себе си, се гледав во многу работи, ама ете почнав и да бидам и тренер нормално на младинските категории во МЗТ. Тогаш тоа се мои почетоци како тренер. Колку младенски? Па ја водев тогаш М16 селекцијата На МЗТ. на МЗТ, да. И ми беше многу убаво искуство. Тоа е како хед коуч, таму Да, главен на тренер, 16 да. годишњаци нема Претходно 5 тренера неколку месеци вајда. бев како уклучен бев во повеќе групи во Аха. МЗТ, бидејќи МЗТ има многу групи кои што Да, тренираат како МЗТ посебно. и школа, Све, има и клуби, школа кошарка, има и академии, селекции, чуда. бев уклучен во повеќе школи, во основни школи каде што имаат термини МЗТ и бев како А Ете, МЗТ има во плюс има у советник. школи, нека и ни у салата. да, значи МЗТ на територија на општина Аеродром има тренинзи во секое основно училиште, во сите сали. браво. Тоа се 8 основни училишта и спортскиот центар Ново Лисиче, односно Ново Марко Божиновски, популарна дупка, каде што таму е како еден центар за цела младинска школа на МЗТ. Ама тоа е како стратегија, тоа е како добра тактика за наоѓање таленти. Па добро, само до тоа што ете МЗТ
собственост, да кажем, на општина Аеродром, каде што општина Аеродром е доминантен така е. собственик на Да, МЗТ и една, значи тоа е да се грижи за Си спортот го и кошарката поврзав, во сега си на го општина поврзав. Аеродром, а МЗТ е неизин репрезент. Да, И нормално условите најнормално, кои што ги да. пружа Сега. општината на клубот и финансиски и ете со спортски објекти, со термини Јасно, давање јасно. се Значи си за бил почна како тренер, коуч како тренер, на, први како на помошен младински. тренер, па тренер во селекција, па дојде момент каде што имаше исто реорганизација во клубот и ми беше понудено да бидам координатор на младинска школа, каде што тоа го извршував 4 години. До крајот на оваа сезона, значи заклучно со мај 2021 бев координатор на младинските школи. Тоа Што значи дека значи тоа? Па тоа е одговорен, ајде да кажем, одговорен за сите младински селекции на МЗТ, школа кошарка, тоа подразбира организацијски- Одговорен, значи носиш некакви одлуки. да, Што одлуки носиш? Па видете, организацијски да бидат поставени да работите како што треба, да се движат све, да има непречен тренинзи, надпревари, организација Сали, на термини, тренери, вработени опрема, луѓе, реквизити. така. Све комплет. Значи дали тоа се меѓународни турнири, треба да се организира превоз, смештај, све останало. Доаѓаат Пријави, гости, чуда. доаѓаат гости, сите обврски со федерација кои што се доста обврски имаш према федерација, пријави на надпревари, регистрирање на играчи. Значи све тоа ти го Тоа ова водиш. ти е ко парт-тајм, ти си уште вработен у агенција? Да, јас сум вработен во агенција од 8 до 4, после тоа сум Па што извршував- тип на договор е ова со МЗТ? Као нешто хонорарно? Да. Тоа е договор на дело, авторски договор. Хонорар. Имаш две работи, бе, човек. Да. Ти не се прибираш дома, бе. Па не се прибирам. Многу од работите ете како координатор, тоа се менаџерски кои што може да се извршуваат и ајде да Ствари, кажем да, телефонски, да, да, управо ги си, поставиш управо како си. што треба, па кидеш на Управо си. надзор, кидеш контрол Се да појави, провериш, така, да. така. Не е дека мораш негде да бидеш цело време 7 сати. После 4, мислам не е таква работата за ова е спорт, ќе отидеш од нас. Ама тоа значи дека више некоја година не си коуч. Не, не како работиш тоа со- година и пол бев тренер. После тоа кога станав координатор, не можеш да извршуваш и тоа е тоа. И од тогаш 4 години бев одговорен координатор на младинските школи и одговорен за таа втора екипа на МЗТ, која што се надпреваруваше во втора лига, а сега се надпреварува и во прва лига. Значи ние обезбедивме. Појасни ми малце, МЗТ има две екипи у прва лига. Да. И као се викаат МЗТ 1, МЗТ 2? Да. Баш така се вика. Не, се викаат Кошакарски клуб МЗТ Скопје Аеродром акционерско друштво Скопје, а втората екипа е Кошакарски клуб МЗТ Скопје. Унибанка. Значи втората екипа се вика Кошакарски клуб МЗТ Унибанка Скопје. Како Аха. Унибанка е еден од нашите помагатели, спонзори Да, на да. клубот. Тоа е додаток на тоа име и така се произнесуваме Унибанка и МЗТ. Едната е болја од другата? Како? Да. Значи МЗТ Скопје Аеродром, значи првата екипа која што учествува и во АБА лига. Значи таа е екипа која што нормално иде на титула, иде да освои куп, иде да влезе сега во АБА 1. Значи е таа која што иде по резултат, иде да направи успех. По неуспехти, А да. втората екипа е замислена да биде екипа која што сите наши талентирани деца Од таму да им дадеме шанса и минутажа. Значи, со години уназад кога играме дали во втора лига или во прва лига, таа втора екипа сениорска на МЗТ, увеќе со најмлад состав, увеќе со Да. млади репрезентативци на кои што не може да добијат таа минутажа во други екипи, а ја Ова добиваат е кај нас. одлично, ме супер. Да, ова тоа е многу проект добро. кој што се тера веќе 7-8 Ама ти години. убаво кажа, они си биле уствари у втора лига. Значи почна со Само што трета лига. имаат победено Да. и си се префрлиле, Така не е. дека ви Да. текна на вас да направите Така е. две екипи у прва лига. Таа екипа, мислам, тоа искуство го имаат многу екипи низ Европа, низ цел свет, каде што функционираат со две екипи. Едната екипа е за деца талентирани, другата е за Само што случајот кај нас е што вторава екипа ја победува втората лига и природно се префрла у прва лига. Да, ние тој проект почна со учество
како што е по правилник и по регистрационен правилник во Федерацијата кошаркарска, дека таа треба да почне од најнизок степен на преварување. Тоа е третата лига. Тоа беше пред 7 години. Од трета лига ние обезбедивме Јас сум бил у трета пласман во втора лига. Во втора лига бевме Соколи. Да, втора лига бевме добри 2-3 години, 4, не ми фаќа за збор. Ете, една година 2018-2019 обезбедивме пласман во прва лига. Тоа беше стварно историски, нема до сега друга екипа која што има со, да кажам, една екипа да учествува со две екипи во прва лига. Извините, прекинав, ти рече дека си бил уствари на таа втора екипа, Да, јас сум одговорен на таа. одговорен за таа втората. Да, јас сум одговорен, Тоа сега. овластен представник сум јас на таа втора екипа. Тоа ти е сега актуелно. Да биде малце појасно, значи и двата клуба функционираат како посебни правни субјекти. Значи не е тоа една Има екипа. логика, да. Значи тоа се посебни правни субјекти каде што за едната екипа е овластен и сопственик, да кажам, општината, а јас сум овластен представник за таа втора екипа. Да. И нормално, ние функционираме како посебни екипи, али нашите цели, задачи и стратегија ја базираме заедно двата клуба. Во име на ДМЗ. Во име на Да, еден, па не, ти во име убаво на кажа, еден, од да. тоа е прилика за помлади категории, искуство да стекнат минутажа, па дури и ако се пројави соодветен талент да се префрлат од втора у прва. Така, тоа е Лесно правите договори после меѓу себе, така трансфери. Е, да. Тоа си уредено исто меѓу нас со документ каде што сите талентирани може да предат во таа прва екипа во било кое време доколку има потреба и се одлучи правиот тренер. Ама ти вака у себе некад сакаш со вторава екипа да идете да тепате првата? Нормално. Нормално, јас Е, тоа го кажувам, значи вие треба да им го земете местото на нив. А како ќе им го земете ако не ги тренинзи победите? некад заедно? Да, и заедно зависи период има каде што повредени, болни, па ќе се споиме во една екипа, па знаеме да направиме. Ама Не тоа бе е као многу пријателски утакмици, да. си се истестирате. Да. Поготово во тој подготвителен период август септември има доста надпревари кои што ги играме и се. И јако е. Да, добар систем, добра симбиоза на два клуба. Кое што нормално увек може да се надгради, увек може да биде подобро и поорганизирано, али функционираме веќе трета година поред у прва лига сме. 3 години? Да. Е втората екипа у прва лига. Да. А за да падне у втора лига, треба да бидат последни у прва лига. Па секоја година е различно и различно е поставено колку екипи ќе отпаднат од прва лига во втора лига. А битно вие не сте таму. Па вака, првата година искрено немавме ни една победа, али фати корона. Ја прекинаа сезоната и се донесе одлука од страна на Кошаркарска федерација да нема испаѓање во понизок степен, односно во втора лига. Следната година обстанавме, не бе отпаднаа други две екипи, не отпаднавме ние, обезбедивме обстанок. И оваа година е трета, ја тераме, моментално сме предпоследни, со скор 2 победи и 13 порази. Така да ќе видиме. Има уште доста за одиграње околу 15 на 16 кола до крај. Јако. Се надеваме на обстанок. Сега се вратам на да не треба да идеш. Не. Кажи ако треба. Не, не се јавуваат. Плюс by the way подкаст е ова. Може и па да доеш, и па да Така доеш. е, тука сме, да. Теми милиони, јас со сите така им кажувам. Оти ја ти рекам, значи мене ако мостиш човек вака, ама сега па да се вратам. Не, ова е многу интересно, те немам видено со години, увек вака на улица на 30 секунди на минута. Тоа човек што, дете, вишти. Да, на трчање на ход, вака ова ќе се вратиме на спомени, на вако ќе се направиме муве тем у твоја функција за... Како не човек, закон. Да, супер момент. Ти, не знам дали ти кажав и фала што доја. Значи, задоволство. Уште кога ми потврди. Задоволство. Со Ирена седиме, си викам, леле, чекај. Чекај, ќе тоа ја огледам. Ја ти спомнав, не знам дали дури бевме уклучени или не. Малце сум у коучинг влезен и ја. Као перформанс коучинг, ментал, мајндсет, такви, знаеш, кои хормони играат улога при мотивација, при
страв, треми, чуда ово, но нешто што е многу блиско со спортска психологија. И нормално ме интересира дали, колку, како, што има работа со спортска психологија во твоиве области. Ти која си бил играч или сега како координатор? Ќе го пренесам моето искуство, значи јас имав искуство во работа со психолог, со спортски психолог. Која беше играч? Да, додека играв. Тоа беше, па да кажем, еден сет на тестови, одреден период, кој што паралелно додека ги изврши. Спортски психолог или? Да, тоа е професорката Ленча Алексовска. Кој што имав многу позитивно искуство работејќи со неа тој период. Тоа беше одреден период од недела, 2 недели. Чека, извини, зашто отиде? Па немаше некоја посебна причина дека некој недостаток или некоја Ама некој те упати, тебе ти текна, од клубот ви кажа... Од клубот имаше препорака, имаше контакт, кој сака Ова да проба... работнички? Не, УМЗД додека. Аха. Кој сака да проба, да види, се пријавија неколку лица и се нафати нормално професорката, која што, имаше, да кажам, сет на тестови, кој што паралелно бевме и надзор од низина страна за време на тренинг и надпревари. Добро. За одредени работи за кои што бевме тестирани. Тоа бе 7-8 теста и на крај Као психолошки тестови некакви. Да. Емотивни нешто. Да, ситуациони, објаснувања и така. Тоа многу позитивно искуство, кое што на крај кога се заврши сите тие анализи од низина страна и на крај тој конечен извештај евалуиран. Она дае као за секој играч. Насоки околу сите тие мали работи кои што она ги има детектирано во текот на... Многу ми помогнаа понатака кои што јас не сум ни бил свесен за тие некои работи. Јако е. Јас. Да. Значи Така да си тоа е тоа моје искуство. Едно е таа, кое што траеше тоа, мислам дека околу месец дена траеше. Па 20 на дена сигурно. Тоа во идеално сценарио треба си трае цело време. Да. И имаше стварно Ти се открива детали. Олеснување на некој притисок, па не ми ни текна сега искрено вака детали од... Ама не, многу интересно кажа. Ти откри ствари што и сам не си не сум знаел. се ни свесел, да, за некои работи што опште. И тоа е доволно. Се момент на разгледување, а не и тоа е кога тие толку многу влијаат на перформансот на играта. Тоа беше стварно доста интересно. И толку после е доволно само некој да ти ги предочи и ти само што си свесен. Не, после тоа кога ќе ти го кога сам си свесен за нешто. Кога ќе ти го откријат на некој начин, тој начин на нивна анализа и на подобрување на сите тие мали работи кои што влијаат на перформансот е доста интересно. Да. Нешто такво сега позитивно. Имате у план да правите со вашиве екипи, со младински категории? Па види, увек имаме планови, увек е тоа тема на ствар за да се реализира, ама никој пат пари не сме нема пари. Средствата. Па види, знаеш како кога ќе тргне да се прави еден план годишен, повеќе годишен и кога ќе се стави све и кога ќе се види после, за жал тоа е една од првите работи кои што се одрекнуваме при Знам. Абе такви прашања онака не ми се ни поставуваат, затоа што јасно е, како што ќе те прашам. Пари се проблем. Кои се најголеми предизвици? Финансии. Што? Оти сега ми иде да прашам и добро, што е па толку разлика у NBA? Што е толку различно у NBA играч и наш играч? Ми еве ти. Најглупото прашање, одговори го. Што се толку они спешал? Види, тоа... Така, ама што ќе кажеш? Тоа е тема на добри 3-4 сати. Да, од дека има 3 милиарди долари за експерименти до самиот начин на правење на некој начин играчи во Америка, Соединетите американски држави и во Европа е многу различно. Значи во Америка знаете иде преку спориш за оној систем основна школа, средна школа и колеџи.
Таму коледжите се поделени во неколку дивизии. И сега нормално, прва дивизија е најквалитетна, па така дали е втора, трета. И нормално квантитетот на играчи, квантитетот на спортисти кои што се занимаат со кошарка, рагби, бейсбол е огромен и неспоредлив со нешто е во Европа. Во Европа споредбено функционира со спортски клубови. Кој што сме ние? Да. Македонија функционира, или е необратно, секоја држава во Европа има сличен систем организацијски вака у државата, Види, за секој спорт. ние, школа, клуб, лига. Во Европа за секој спорт има надлежна меѓународна федерација која што ги поставува условите и ги утврдува условите на начин на извршување на таа лига систем, дали е правила на игра. Правила на игра на сите држави кои што се членки кај неа. И ние сме членки. И ние сме членките на ФИБА, конкретно за кошарка. Да. И тие ги кажуваат правилата, ние ги правиме и така си функционира. Што имаме ние простор, например, кога ти би бил сега, да речеме имаш неограничени средства, финансиски, и си на позиција, што на стратешко ниво би направил у Македонија? Збори за кошарка, така или? За кошарка. И нормално, хипотетички е, не мора ми објаснаш за... Ги знаеме проблемите, ама хипотетички. Ако нешто прво сега што би перфектниот свет. Прв приоритет би ми било спортски објекти. Објекти? Да. А не зборам само кошаркарско игралиште. Значи, и не само школа. Да, значи зборам спортски центар. Да се направи повеќе низ државата. Значи спортски центар. Отворени? Не за јавност? Затворени. Ама не отворени за јавност? Па дел да отворени за јавност, под некоја концесија, па треба да плаќаш, па дели за спортски клубови, али да има и нормално простор, бидејќи тие сега ќе бидат финансирани од државата и правени од државата. И да има и нормално простор за народот да може со многу мали чланарини или не знам плаќање на тие термини. Објекти, добро. Спортски објекти, спортски центар. Мислам дека спортски центар тоа најмногу фали низ нашата држава. Колку многу би ги направил? Во секоја општина, во секој мало, во секој град кој што има над сега да се направи, сега треба посоодветна анализа, каде што има над X илјади население да се направи еден таков спортски објект. Ја не збориме за спортски објект кој што ќе собере 5000-6000 публика, не, него да биде тоа функционален за минимум 10 спорта. Да. Збориме да има тука офатени помала една мала сала која што ќе ги офати сала за публика. Зборам спортски центар ќе биде офатена од една малце поголема сала. Сега правиме, се нафрламе само бројки, спортски терен за ракомет, кошарка, одбојка. Сите терени. Мал фудбал кој што ќе имаат пример 1000 седишта, 1500 седишта и друга помала сала за боречки спортови. Да, тука се тие и сите нормални оние помали спортови, спортски танци. И добро, зошто? Еве и ќе има повеќе објекти. Што е тоа ќе овозможи бенефитот? Повеќе клубови да имаат поквалитетна работа. Повеќе за тие клубови, спортски центри кои што ќе бидат топли, ќе бидат. Не, готово. И така ќе имаш поише клубови, клубовите ќе си одржуваат. Тука веќе се отвара простор повеќе масовност, квантитет на клубови, на спортисти. Знам, да. Математиката е колку повеќе квантитативност, масовност, толку повеќе па статистички е чиста статистика, ако имаш милиони што тренираат, успешни спортисти ќе имаш и поголем успех има. Да. Не само тие спортски затворени, исто збориме за атлетски стази, мислам дека тука наша држава има инфраструктурата ни е најслабата. Втора исто би инвестирал многу во стручни кадри, односно тренери. Како? Што значи тоа да инвестираш во стручен кадар? Па тоа значи дека перманентна едукација во текот на цела година. Не да биде тоа еден семинар годишно или 2 семинари годишно. Што ќе ги собереш тие што се веќе тука и ќе ги пратиш негде да учат? Не тие што се веќе, тие што сакаат, нормално. Значи да не се направи само една споредба со она што е задача на образовниот систем
факултет Да, за не, физичка тоа култура пиши, или тоа на страна. збориме за специфики кои што со присуство на одредени странски експерти од таа област ќе дојдат да го пренесат тоа искуство континуирано, не само да дојдат еден викенд Да. нацрцкан А, од тие 3 дена, навики 6 сертификатите. сати, петок 6 сати, сабота 6 сати недела. Па прво не можеш ти у 6 сати да имаш ти тоа Да, концентрација. да. Ни да запишеш, не па тоа да го спроведеш. М. Значи зборам за едно континуирано постапка, процес кој што тоа ќе трае 2, 3, 4 години. Не бе да си трае секојаш да си Да, постои. и тој што ќе биде ангажиран, значи тој да има обврска да од нешто да направи нешто повеќе. Да, бе, да. Зборам од стручноста да ја пренесе и да може тоа да биде рефлектирано на самите спортисти. И па збори, па е масовност, па се сведува на масовност. Апсолутно. Па е да имаш, да, имаме спортски психолог, ама немаме 100 спортски психолози. Имаме тренери, ама нема 1000 тренери. Има кошаркари, ама нема 100.000 кошаркари, 100.000 рекометари, 100.000 атлетичари. Најсвежо За тоа е, збориме. околу таа масовност бев присутен на меѓународен семинар од страна на Джудо Федерација. Джудо. Да, бевме поканети преку агенција и еден од странските експерти беше поранешен джудист, европски и олимписки светски шампион, Странец некој или наш? французинка, да. Добро. И они заедно со другиот имињата не ги имам заборавено, не ги памтам. Они кажа дека има регистрирано во Франција 500.000 джудисти. Ти. Мислам, Крајна приказната. Па ја имам чуено у Холандија спид скейтинг. Оние што се на лизгалки, ама олимписки, зимски олимписки спорт, да. леле, не ја знам бројката, ама беа милиони. Дали е 1 или 100 милиони, не ми е гајле, нека е 1, ама знам дека милиони беа. Милион спид скейтери. И сега тука исто веќе правиме мувет И за проста отвори математика. зимска олимпијада, 500.000. секоја медаља, Еве, тој факт. холанѓанец. 500.000 джудисти или милион Бре, што брзо лизгаат. 500.000 джудо. Да. Тие негде мора да тренираат. Кај тренираат тие? Еве, 500.000 во истиот момент секој ден тие тренираат во период од 5 до 9, пример навечер. Да. Каде? Ама јајцето или кокошката? Прво биле они па објектите или објектите па дошле они? Ајде да. Значи, Објектите, има каде негде инфраструктура, да не, тренираат. инфраструктура. Има како да тренираат и тука неминовен е успехот. Ама само 2 милиона сме ние, бе. Како масовност да правиме? Па види, Словенија е 2 милиона. Шахмат. Еве ти една споредба. Шахмат. Словенија и територијално и по број на население е слично. Готово. А какво е уредено? Не бе готово. Say no more. Каков е спортот таму, каков е кај нас спортот? Пратиш велосипедизам? Не Моментално многу. знаеш што се Не. дешава? Не. Словенец си игра играчки со цел свет. На 21 година победува на Тур де Франс. Тадеј Погачар. На 20... треба да идеш? За 15 минути. Готово, нема Да. гајде. Значи, на 21 Тур де Франс победува, после тоа Паси го победува, на 23 години он е веќе еден од големите велосипедски легенди во спортот за секогаш на 23 години. Ама зашто го кажувам него, дека не е сам? Пред него друг еден Примош Роглич. Пред него еден куп. Збориме на светско ниво како Спориме Тур де Франс, човек. познатиот американец кој што Ланс Армстронг. Значи, вода може да му носи. И отварам... И без ниден скандал за допинг. Абе, како скандал? Дете е, бе, човек, детенце. Детенце, види го на телевизија, детенце. Тадеј Погачар. Сега тепаше на Страде Бијанки го гледав. Муабетов не е врска со него, него дека рече Словенија. И сега нормално актуелен е Словенецов на велосипедизам се дешава растур. И си, ајде, ресерч, читаш ово, рекам, од кај сад велосипедисти у Словенија. И наоѓање некои видеа беа и многу слично кој ти што објасни. Ти да видиш инфраструктура, абе од 7 години.
9, 11, 13, 15 лиги, надпревари, точаци, опрема, коли, подршка, луѓе, тренери, за некоја локална трка у некое село у Словенија, сваќаш. И после јасно ти е, па нормално бе човек. И некоја луда бројка таму, па 500.000 на точак. Али јасно е, стварно право си. Јас она што, ете, хипотетички, да имаш неограничени ресурси, финансиски, да имаш можност да направиш нешто, ја тоа би го направил. Значи, инфраструктурата, би инвестирал во инфраструктура, во спортски центри, во сите населени места со, ете, над X илјади вакво, да може да им биде овозможено да го прават, Тоа што си го да сакам. го тренираат тоа кое што и они го сакаат и за она што имаат реално и физички и психички Ајде бе, ние ќе го гураме. способности. Ја на сите им викаме, ние сме кој друг да гура. Бе? Ние ќе гураме. Во разговор со Секој помалце, многу- секој помалце. Во разговор со многу спортски работници, спортисти, главен проблем се што се дојде до што поголем број на термини за тренинг, што подолго да траат тие термини. Пред да сидеш, еден момент сепак си го запишав. Знам дека е спонтан муаветов, ама еден момент ми остана, морам да те прашам. Која на европското која бевме четврти, Македонија кошарка, европско беше четврти, така? Да, И Литванија. игравме за трето место над плевар. Да. Кога утна Дамјан на крај. Да. Значи Да. тоа е. Игравме против Русија, борба за трето место. Значи играме борба за трето против Русија и последните секунди. Да. Значи него Имаме напад, да. убаво го памтам. Да. Мислев да не го испомешам над превар. Да. Да, имаме напад. Ти не, чекај. Сите знаеме што се да, деси. Ти кај си у тој момент? Дома? Дома, да. Ти си дома, ја гледаш Јас сум утакмицата? дома, да. Иако имавме тогаш додека траеше европското првенство, поготоа кога се квалификувавме четвртфинале и полуфинале, имаше организирано од нашата држава чартер летови за најблиските членови на сите репрезентативци. Стварно? Да, јас тогаш ми беше понудено, мојата мајка отиде. Јас не отидов бидејќи имав припреми со МЗД. О, И не бев знаев. умрз, да. И јас на природ дома го. Државата плати на сите Имаше фамилии организирано што си чартер беа. летови, 2-3 чартер лета се не знам дали беше вау, организирано. браво. Беше организирано да се иде да се присуствува, да се даде подршка, да се. Значи Затоа ти што можеше поголем- да си можев таму. да присуствувам, да, многу пријатели мои, познаници јако. беа таму. Ама кои се- нема везе. Ти Да. го гледаш Го гледам, од дома. Па многу емотивно, многу знаејќи го и брат ми како карактер, знам дека и тогаш му дојде многу тешко да си го така да не беше баш пријатно Нели? после кога заврши на природ, да. Знаеш што ми пречеше многу? Колку многу луѓе мрча. У смисла, знаеш оно малското, абе ја да бев, ќе му даев, абе не знаеш колку си имам карано човече. Со луѓе, така како ќе ги слушнав на улица. Викам ти дали си тачен што збориш бе? На европско ти. Значи, и осеќав и знаев и одма ми текна леле човече, сега огнен дома. Да, срце, беше, кине. али ете, тоа е Он спортот. како му беше него? Мислам, си дое дома после како Да, не траеше многу валја, не, брзо го помина сето тоа. Многу брзо. Значи спорт е ова. Така. Значи, ете, Сепак си погоди беше да е зрел, трето нему- место, да, за да, него тоа лично не му влијаеше Не, долго не, време. не, Оти не, тоа не, ми беше брзо го многу леле, пригоди, валја веќе- нема. Не беше он во некои, да кажам, млади години каде што допава, него веќе беше зрел психички и физички кошаркар. А го праша после ти него кога си дое Па дома? ретко сме правеле моја Не видео. сте Тоа правеле? не знам дека беше големо разочарување, али кое што ете, не му влијаше понатака во кариера. Јако. Батка, слободно, ако треба да си идеш, нема гајле. Фала, Ќе фала затвориме Тома, тука. фала Школски. Слободно. Јас сум ти тука у комши, У комши си, не Ке- секирај. ќе се гледаме, слушаме почесто за било која тема, сум тука. Не, ја ти кажав. Ќе доеш па и